Halo, dobar ден и добре дојдовте во петата лекција. Учиме германски со левел. Како што ви реков во претходната лекција, во оваа лекција ќе обрнеме повеќе внимание на фондот на зборовите. Денеска ќе учиме зборови што се поврзани со семејството и ќе ги учиме броевите. Започнуваме по ред. Татко на германски се вика der Vater. Мајка die Mutter. Брат der Bruder. Сестра die Schwester. Син der Sohn. И ќерка die Tochter. Родители се викаат die Eltern. Не сакав од самиот почеток на лекциите да ви кажам дека во германскиот јазик имаме правила на читање. Сите тие правила, доколку ги слушневте одеднаш и во првата лекција, можеби ќе ви изгледа многу тешко, ќе ви изгледа збунувачки. Меѓутоа, со тек на лекциите, со зборовите, ќе научиме по некое правило. Денеска, ако забележавте, дека татко се пишува со буквата В, меѓутоа се изговара Ф. Значи, буквата В во германскиот јазик се изговара Ф. Der Vater. Значи, татко на германски е der Vater. В на почеток на зборот се изговара Ф. Мајка на германски е die Mutter. Забележувате дека на крајот и на Vater и Mutter имаме Е и Р. Р кога се наоѓа на крајот после самогласка се изговара како А. Значи имаме der Vater, die Mutter. Брат, der Bruder. Die Schwester. Во die Schwester забележувате дека на почетокот имаме С, Ц и Х. Се изговараат како Ш, додека W се изговара В. Исто и со определениот член DEA, кој што се пишува Д, Е и Р и стои пред именки од машки род, се изговара како DEA. Многу е битно именките да се учат со определените членови. Не се многу тешки, има само 3 члена и тоа за машки род DEA, за женски род DI и за среден род DAS. Значи DEA, DI и DAS се определени членови. Членовите се битни понатаму поради тоа што во германскиот јазик имаме менување на именките по падеши, кои што не се многу тешки, меѓутоа си бараат време. Ова беше кратко запознавање со неколку правила на читање. Уште еднаш ќе ги повториме членовите на семејството. Der Vater, татко. Die Mutter, мајка. Der Bruder, брат. Die Schwester, сестра. Der Sohn, син. И die Tochter, ќерка. Забележувате дека и С на почеток на зборот се изговара како З. Der Sohn. Родители се die Eltern. Останатите членови од семејството или од поширокото семејство од фамилијата ќе ги учиме во некоја од наредните лекции. А сега одиме со броевите. Броевите на германски се викаат die Zahlen. Започнуваме од почеток. Број 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не ви спомнав на самиот почеток дека во германскиот јазик имаме и 3 умлаути. Што се умлаути? Тоа се букви кои што имаат 2 точки. А со 2 точки се изговара Е, О и У со 2 точки се изговараат Ü. И одиме уште еднаш да ги повториме броевите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Броевите над 10. 11, 11, 12, 12. Броевите од 13 до 19 ја добиваат наставката цен. Цен всушност е бројот 10. И имаме 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бројот 20 е цел број и ја добива наставката З и Г. И Г се изговараат их. 20. Уште еднаш да ги повториме броевите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Уште еднаш да повторам дека броевите од 13 до 19 ја добиваат наставката цен. Целите броеви ја добиваат наставката цих или з и г. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 и бројот 100, 100. И во броевите може би забележавте дека има различни правила на читање. Меѓутоа, да не обрнуваме внимание одеднаш на сите нив, оставаме за понатаму во некоја од наредните лекции. На крајот само да напоменам дека броевите 16 и 60 и 17 и 70 имаат разлика, значи не се додава наставката на бројот, туку имаме мала промена. Значи бројот 16 е зехцен, додека 60 е зехцих. Бројот 17 е зипцен и 70 зипцих. Значи во бројот 6 се испушта последната буква С, додека во 7 зибен се испушта Е и Н. Може би забележавте уште една промена. Тоа е промената кај целиот број 30. Тука имаме промена во наставката. Наместо наставката цих на крајот имаме замена на буквата З, или ние што изговараме буква Ц, имаме СЦ, или буква која што е 2 С во германскиот јазик. Значи имаме драйсих. Може би во оваа лекција би требало да продолжиме со броевите над 100 и броевите кои што се наоѓаат помеѓу целите броеви, например бројот 21, 22 или 35, 36, меѓутоа знам дека тоа ќе биде премногу напорно во една лекција, оставаме за понатаму, а со ова завршуваме за денешната лекција број 5. Се надевам дека оваа лекција ви беше корисна и дека ќе не запратите на нашиот YouTube канал Level Center. Поздрав! Чус!